Минатата година низ автопатот Е75 поминале над 10 милиони луѓе, а целта на владата, како што посочи вице-премиерот и министар за транспорт и врски Александар Николовски, е максимално да се искористи потенцијалот на коридорот, а со тоа да се задржат што повеќе туристи кои транзитираат преку земјава. За таа цел Николовски најавува воведување интелигентни транспортни системи, со кои автопатот Е75 ќе стане прв смарт автопат во регионот, а проектот се очекува да се реализира идната година. Македонија прва во регионот ќе има смарт автопат од граница со Србија до граница со Грција, нешто што во моментов ни Србија го има на нивна страна по коридор 10, ни Грција го има на нивна страна по коридор 10. Се надевам дека ќе не следат во реално време, ќе можат да се следат временските услови на автопатот, ќе може да се следи густината на сообраќај, ќе може да се предвидува со која брзина се вози, доколку има несреќи, доколку е затворен патот и обратно кој е протокол, да не зборувам за мали алатки како бесплатен интернет, електрични полначи кои што ќе ги има по целиот коридор. Заедно со министерот за култура Зоран Љутков, Николовски на панел дискусија посветена на автопатот Е75 најави олеснување на постапката за изградба на нови хотели долж автопатот, а информираше и дека владата усвоила одлука за урбанистичко решение на локалитетот Стоби. Министерот за култура Зоран Љутков пак додаде дека ќе бидат поставени и дигитални табли, кои ќе ги насочуваат туристите кон културните содржини и локалните бизниси во земја. Кога нудите едни вакви услови за добро автопатско паметно решение, тогаш и самите општини, самите градови кои што се наоѓаат покрај автопатот, и самите локални бизниси, винариите, самите национални установи кои што се наоѓаат таму во делот на културата, имаат поголема мотивација да вложуваат во своите бизниси. Николовски најави изградба на брза пруга од Скопје до Солун, а покрај коридорот 10 посочи дека интензивно се работи на изградба на коридорот 8. Кажа дека во тек е рехабилитацијата на обиколницата Крива Паланка, како последна точка со поврзување со Бугарија, како и реконструкцијата на граничниот премин Деве Бајр. Николовски кажа дека со цел побрзо патување помеѓу Скопје и Софија очекува слична активност и од бугарска страна.